Да, знаеме дека се случувале многу работи и се молчело. Проблемот е тука што се појавуваат сега еден цел ланец на настани кои му претходат на ова. Имаш јасна една ситуација во која очигледно постои некаква корупција, некакви поврзаности, некој со некого, со судија, со така натаму. Станува збор за деликвент кој требал да биде во поправен дом. Значи, он не само што не лежи, туку му се купува и кола, он е вон контрола, он е производ на една култура на корупција која во Македонија се негува со години. Тоа дете, не знам како ќе звучи ако кажам дека е жртва на еден систем на претходните генерации кои со години се обидуваат да се снајдат преку врски, обезбедуваат своји позиции на моќ, кај што се недопирливи, така заработуваат, така живеат. Тоа е цел еден ментален склоп. Тоа е чудовиштето на корупцијата кај нас. И во таа смисла, претходно имало многу сообраќајки во кои го има тој каузалитет и тој синџир кај што имаш поврзани настани кои доведуваат до трагедија. Но нема граѓанска свест која вика, слушај, тајбе, ова е доста. Денеска тоа се појави. Едноставно, еден чист израд на револт и бес, со огромно право. Од баби, млади деца, родители, бидејќи сите се пронаоѓаат во тоа. И мислам дека тоа е решението и единствениот начин за борба против корупција е подигањето на таа свест.